Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуча Алију, предавам македонски јазик за учениците од другите заедници во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделење. Денес ќе имаме обработка на текстот Аптека во вреќа, што е во страна 128 од авторот Киро Донев. Јас сега ќе го прочитам текстот, а вие ќе слушате внимателно. Зорка реши летото да го мине кај баба и дедо и на селото. А селото на баба Вена и дедо Доне се наоѓаше високо на планина. Дома ја најдоа само баба Вена. Сакам да го видам и дедо, рече Зорка. Сакам да види колку сум пораснала од лани. Баба Вена веднаш ја поведе внучката кон една полјанка малку погоре од селото. Тука го најдоа дедо Доне, како во една голема платнена вреќа става мали врзопчиња од најразлични тревки. Што прави, што ова? Зорка љубопитно почна да го распрашува деда си, кој се израдува на нејзината посета. Аптека во вреќа, се насмевна дедото и уште еднаш силно ја стега наградите. Зорка се зачуди, а баба Вена побрза да ја објасни. Дедо ти од рана пролет до доцна есен ката дневно собира лековити билки, чедо и ги носи во билната аптека. Вели дека на тој начин им помага на луѓето. Да, потврди дедото, сум излекувал многу луѓе од најразлични болести, зашто чајот од овие билки не само што е вкусен, тука е и многу лековит. Велиш, дедо, дека овие тревки можат да лечат секаква болка, на Зорка како да не се веруваше. Да, внуче, во полето и планината има секакви лековити билки. Природата е најголема природна аптека и во неа за секоја болка има и билка, само треба да се пронајде. Потоа, старецот со едната рака ја нарами вреќата, а со другата го поведе девојчето. Јас и ти ќе имаме летово доволно време да разговараме за билките, ќе те научам и ти да ги препознаваш, да ги собираш и да ги сушиш, а баба ти ќе те научи како да правиш чаеви за во сите годишни времиња и за болест и за здравје. Значи, помалку познати зборови од овој текст што го прочитав се врзопче, што е китка, чедо е дете, значи во овој текст е внуката, чедо, ката дневно е секој ден, билка е тревки, што ги собираше дедото во вреќата и аптека е продавница за лекови. План за овој текст, во првиот имаме Зорка в село, во второ собирање на тревки, трето изненадување на дедото, значи дедото беше изненадуван, зашто не очекуваше да дојде внуката на посета и на крај аптека во вреќа. И има една поговорка за секоја болка има и билка. Учениците да научат изразно да го читат текстот по делови во целина да ја разбера содржината. И сега имаме прашања за вас, драги ученици, каде Зорка го помина летниот распуст. Ако вие слушнавте внимателно до сега, вие треба во вашите тетрадки да ги пишувате овие следниве прашања и да се одговарате. Каде Зорка го помина летниот распуст, што правеше дедо и во планината, што имаше тој во торбата, зошто тревките ги нарече аптека во вреќа, што и вети дедо и на Зорка, каде беше ти на одмор, што правеше во долгите летни денови, како ја разбираш поговорката. Значи, поговорката беше за секоја болка има и билка. Што е гатанка? Гатанките се состојат од прашање и одговор, а прашањето е метафорично представување на предметот или појавата, која треба да се погоди со одговорот. Имаме и мало речниче за учениците. Врзопопчиња, вид планински цвет, ката дневно, секојдневно и лековити билки, растенија што се користат како лек.
И уште еднаш да повторуваме за поговорката, што ја наоѓаме во овој текст, е за секоја болка има и билка. Гатанките, постирање на детските гатанки имат за цел развивање на мислењето кај децата, досетливоста, вниманието, говорот, представието за околината и општеството. И за домашна задача за вас, ученици, имате прераскажување на текстот Аптека во вреќа од Киро Донев. Прочитајте го текстот и прераскажете го во вашите тетрадки. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам